Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во оваа втора дебата, која што ќе биде фокусирана на легислативата и придобивките од гледна точка на локалната самоуправа, која што дебата доаѓа токму од циклусот емисии кои ги посветуваме, се разбира, на проектот и кампањата за луѓето се работи. Во денешната емисија ќе имаме гости кои доаѓаат од локалната самоуправа, но и од истражувачката сфера. Господинот Ратко Димитровски, кој е градоначалник на општина Кочани, но и председател на Советот за развој на Источен плански регион, ви посакувам добре дојде. Добро вечер. Господинот доктор Ѓоко Стрезовски, градоначалник на општина Ресен, што поконкретно ќе зборуваме, со детали токму од вашата општина. Добре дојдовте. Добре ве најдов. Господин Костадин Личков, кој пак е градоначалник на општината Чешиново Облешево. Добре дојдовте. И господинот Данчо Узунов, кој доаѓа од Point Pro Consulting и со кого што ќе зборуваме токму за поспецифични работи по однос на што би настанало доколку нема зачувување и потребата од зачување. Добре дојдовте. Ќе почнеме, градоначалниче Димитровски, токму со вас, доколку дозволите, се разбирам, по однос на прашањето, за да можеме да завлеземе во целата оваа приказна, дали локалниот економски развој и зачувувањето на природата можат да одат заедно и дали одат заедно? Можне добро прашање, може интересно прашање и тука имаме една дилема постојана која што кај нас како градоначалници постои. Значи, како градоначалници имаме задача да го развиваме регионот, односно општината. Зборувам значи за регионот, зборувам во името на сите 11 градоначалници во Брегалничкиот регион. Значи, економски да се развива, да се обезбедат бенефити за вработување на што е можно поголем број на лица и надминување на она тешка економска состојба во која се наоѓаат граѓаните од општината. Меѓутоа, реков, дилема е дали со тоа што ќе се обезбедат услови за некој економски развиток, со некои нови инвестиции кои што ќе уништуваат, ќе загадуваат, нема да водат грижа за природата, дали нема да направиме уште поголемо зло. Значи, оваа дилема е постојана и таа дилема е присутна се повеќе. Од искуствата кои што ги имаме во согледувањата кои што ги имаме во другите региони и во кај нас во Република Македонија, а и во светските искуства, потребно е да се поведе сметка, значи да имаме здрав економски развој, меѓутоа зачувување и на животната средина, бидејќи едно без друго не може да биде. Значи, ако ја ние уништуваме природата, и самата тема кажува, ако ја уништуваме природата, џабе ни е непотребно ни е некој економски развиток, заради тоа што нема утре што да биде оставено на генерациите кои што доаѓаат. Бидејќи знаеме дека природата, односно природните богатства кои што ги имаме, не се наши. Тие се позајмени од генерациите кои што доаѓаат после нас. И тука е недвосмислено дека секој економски развој кога се прави, односно кога се размислува за економски развој, е потребно да се води грижа за зачувување на животната средина во секој поглед. Кажете ми, со оглед на близината која што имате до границата на Македонија со Република Бугарија, дали, например, размислувате за зачувување на природата, но и развојот на туризмот, токму преку, односно низ преку гранична соработка? Прашањето е на место заради тоа што средината не е чистата средина, односно животната средина, не може да се подели со една административна граница. Значи, секој такво размислување води кон некои други крајности, кои што се неприфатливи од здрав разум, и ние имаме соработка со општините кои што се наоѓаат од другата страна на Осоговијата, односно кои што се во Република Бугарија, како што се Кјустендил, Невестино, општината Рила и така натаму, кои што ги имаме, Благоевград, кои што ги имаме од тие се во Европската Унија. Како Република Македонија ние имаме право на прекогранична соработка преку ИПА програмата, ИПА 2 програмата за заеднички настап пред тие европски фондови и ние аплицираме и размислуваме заеднички, значи со нашите колеги, градоначалници од страната на Република Бугарија, да спроведуваме такви проекти. Господин Личков, ќе се префрлам кај вас. Ме интересира кој е искуството на општината
Чешиново Облешево во правец на зачувување на природата, доколку може да споделите со нас и со гледачите? Прашањето е на вистинско место, значи како прво да кажам дека општината Чешиново Облешево е првата општина во Република Македонија која го доби признанието од германската фондација Евронатура како европско село на Штркот. Тоа се случи во 2013 година, кога и самиот извршен директор не го врачи признанието. И ние веќе трета година поред едукативно преку училиштата, преку со средба со граѓани, ја кажуваме ова благодат што ги имаме штрковите. Ние на територијата на општината Чешиново Облешево, поточно имаме некаде околу 25 штркови гнезда и некаде околу 100 пара штркове, со тоа што општината Чешиново Облешево веќе го смени грбот на својата општина, веќе го ставивме штркот како заштитен знак. Трета година поред одеме на сите овие средби што ги има во Европската унија, значи некаде околу 13 општини има опфатено Европската унија, почнувајќи од Шпанија, Германија и ред други држави, ги прифаќаме нивните искуства и сакаме да ги примениме и кон нас, тука што ги имаме. Се надевам дека тоа брзо ќе го сториме. Постепено веќе и самите училишта, значи училиштето Страшно Пинџер од Соколарци, веќе го смени и својот грб и на самото училиште. Децата ги мотивираме и ги кажуваме кои се благодетите што го имаме Штркот. Градоначалниче Личков, кажете ми во однос на иднината, значи кои се вашите планови кои што планирате да ги дореализирате или онакви планови кои што се уште јавноста не ги знае, можеби ја ќе ги дознае сега? Значи, ние веќе работиме на овие планове. Веќе во соработка со Македонското еколошко друштво и со ЕВН, веќе направивме помошни стативи пошто штрковите гнезда се наоѓаат и на електричните столбови. Значи, доста имаше проблеми што се запалува овие гнезда, што настанува дефеци. Веќе со ЕВН веќе поставивме неколку такви обрачи, што ги викаме ние, за да може да го заштитиме и штркот и гнездото, а и да не ствараме проблеми. Понатаму тука имаме еден предвидено за мали делови да ги заштитиме, кои што се мочуришта, од кај што се храни самиот штрк, што ги посетува, кои што ги взима жабите, змиите и другите. Понатаму имаме такви мали делови што планираме исто така да ги направиме како една посета, еден мини дел каде што може туристите да видат каде оде штркот, каде се храни и после неговото живење. Се радувам на соработките кои што ги имате и веројатно ви излегуваат често во пресред сите оние кои што ги сметате за идни партнери, да речеме, и нема никаков проблем. Да. Градоначалниче Стрезовски, во делот со вас ќе мора да се подсетиме на претходната дебата, каде што и граѓаните и гледачите дознаат дека државата централизирано всушност управува со заштитените подрачја. Дали можеби тоа представува своевиден проблем на општината Ресен при управувањето со вашите заштитени подрачја? Па добро, општина Ресен или Преспа, како што сите ја нарекуваме, е едно исклучително специфично подрачје. Специфично подрачје, меѓу другото, и заради тоа што во рамките на нашата општина постојат, Господ историл многу убавини, многу природни реткости, многу раритети. И токму заради тоа на подрачјето на општина Ресен постојат дури 4 заштитени подрачја. Мислам дека тоа го нема никаде во Европа, а можеби и во светот. На територијата на една општина 4 заштитени подрачја. Тоа се двата национални парка од источната и западната страна, значи националните паркови Пелистер и Галичица, како заштитени подрачја од втора категорија. Меѓутоа за нив не би зборувал многу затоа што тие имаат свој титулар, односно со нив управува национална институција, тоа се јавните предпријатија Национален парк Пелистер и Национален парк Галичица. Меѓутоа, на подрачјето на општина Ресен се наоѓа споменикот на природата Преспанско езеро, како заштитено подрачје од трета категорија, прогласено со закон од Собранието на Република Македонија, и паркот на природата Езерани, како заштитено подрачје од четврта категорија, еден вистински орнитолошки резерват, каде што се наоѓаат неколку стотини видови птици, од кои што најголем дел се автохтони или ендемски видови, така што значи, на подрачјето на општина Ресен, или поточно градоначалникот, како носител на највисоката функција во општината, управува со 2 од 4 заштитени подрачја. Сето тоа, како што кажавте, создава не само сладки грижи
И да се одговорности, тоа да баш така да се кажам. поседуваат овие заштитени подрачја и овие природни реткости, би рекол. Во секој случај постојат и проблеми, особено во делот на ресурсите, не само човековите, многу повеќе на финансиските, материјално-финансиските ресурси, бидејќи ние во секој случај сме мала општина, барем според бројот на жители, според големината на буџетот со кој што располагаме, буџетските средства. Инаку се работи за една од поголемите општини по територија. И во секој случај мислам дека централизираното управување и надлежностите кои што од централата се спуштени на локално ниво за управување на општината со овие заштитени подрачја треба да се подкрепи и со одредени материјално-финансиски средства и треба добро владата на Република Македонија да размисли околу законските можности како, на кој начин и во колкава мера треба општините да бидат, особено оние општини кои што на своите територии имаат заштитени подрачја и управуваат со нив, да им помогнат во делот на материјално-финансиското работење и управување со тоа, бидејќи знаеме, не е лесно да се управува со заштитени подрачја. Тоа сакам да ве прашам, бидејќи претходно и со другите двајца градоначалници, со господинот Димитровски и со Личков, зборувавме за нивните планови, за нивните идеи за реализација на проекти кои што се однесуваат на зачувувањето. Дали вие имате успешна приказна која функционира во реалноста? Во секој случај, општина Ресен е можеби најуспешната приказна, бидејќи на некој начин тоа е потврдено од многу институции кои што се бават со оваа проблематика и кои што се на некој начин поврзани со она што ние го работиме на планот на заштитата на животната средина. Прогласени сме за лидер во Република Македонија според квантумот на активности, мерки и ангажман околу зачувувањето на животната средина. И мислам дека сето тоа не прави горди од една страна, меѓутоа од друга страна е огромна одговорност да се зачува лидерската позиција, но и да се справуваме со сите предизвици кои што стојат на патот кој што го одиме на планот на заштитата на животната средина. Инаку јас би се надоврзал на прво прашање кој што вие го поставивте, бидејќи на некој начин се појави една дилема. Јас би се обидел да помогнам во делот на расчистувањето на таа дилема. Јас сум поборник, јас сум поддржувач на идејата дека локалниот економски развој и заштитата на животната средина треба и мора да одат рака под рака и мора да се надополнуваат едни со други. Јас мислам дека само доколку имаме чиста животна средина, доколку имаме здрава животна средина, доколку имаме здрави, способни луѓе, способни граѓани, само во тој случај ќе можеме да сметаме на економски развој и на секаков друг вид развој. Дали им помагате со совети на останатите општини во случај кога би ви пришле да побараат совет од вас? Да, во секој случај тоа е и институционално на некој начин регулирано. Не мора само соседските, може и оние кои што се Не, подалеку. напротив, да, токму напротив. Во два наврати бев гостин најпрви на југоисточниот регион, плански регион, а потоа и на источниот плански регион, каде што колегата Радко е председател, како градоначалник на општина Ресен, да ги пренесам искуствата како навистина успешна приказна во делот на заштитата на животната средина, искуствата од еден мегапроект кој што веќе долги години наназад го водиме во општина Ресен. Макотрпно се боревме со сите оние предизвици, со сите оние пречки, оние бедеми кои што стоја пред нас во текот на изминатиот период, бидејќи најтешко од се е да се започне еден таков мегапроект за кој што се однесува на заштитата на животната средина. Ние веќе десетина години работиме на проектот за заштита на Преспанското езеро, еден навистина грандиозен проект кој што веќе почна и да дава резултати. Ќе разговараме многу подетално околу овие работи и потоа кога ќе се разменуваат искуствата, но во продолжение, почитувани гледачи, за тоа кои се механизмите за прогласување всушност на заштитени подрачја, ќе слушнеме од магистер Сашко Јорданов од Министерството за животна средина и просторно планирање, па потоа се враќаме дополнително да разговараме по однос на оние научни согледувања. Заштитените подрачја во Република Македонија представуваат еден од најрепрезентативните делови од природното наследство.
Република Македонија има долгогодишно искуство во прогласувањето, заштитата и управувањето со заштитените подрачја. Недвосмислено зборуваат фактите дека првото заштитено подрачје во поранешната држава е Националниот парк Пелистер, прогласен во далечната 1948 година, потоа Националниот парк Маврово 1949 година и Националниот парк Галичица 1958 година. Денес секако заштитата, управувањето и прогласувањето на заштитените подрачја е регулирано согласно Законот за заштита на природата, кој беше изготвен во 2004 година, а стапи на сила во 2005 година. Согласно овој закон, системот на заштитени подрачја се воспоставува заради заштита на биолошката разновидност во природните живеалишта, заради обезбедување заштита на пределската разновидност и спонтано одвивање на процесите во природата. Со прогласување на едно подрачје заштитено, тоа се стекнува со статус на природно наследство. Би кажал дека би направил еден краток пресек на состојбата со заштитените подрачја. Информативно постојат 86 заштитени подрачја во Република Македонија, кои зафаќаат околу 9% од националната територија, но најголем процент од овие заштитени подрачја, околу 4,5%, отпаѓа на националните паркови. Законот за заштита на природата вклучува 6 категории на заштитени подрачја, кои што се прифатени согласно категоризацијата на заштитени подрачја од Меѓународната унија за заштита на природата, или познато уште како IUCN. Така да имаме прва категорија 1А строг природен резерват, 1Б подрачје на дивина, втора категорија национален парк, трета категорија споменик на природа, четврта категорија парк на природа, пета категорија заштитен предел и шеста категорија повеќенаменско подрачје. Сега, согласно Законот за заштита на природата, воспоставен е начин на прогласување на заштитените подрачја, на едно подрачје за заштитено, така што значи првите 4 категории, односно строг природен резерват, подрачје на дивината, национален парк, споменик на природа и парк на природа се прогласуваат со закон, значи има покрај владина процедура, постои парламентарна процедура. Додека петата и шестата категорија, тоа е всушност заштитениот предел и повеќенаменското подрачје се прогласуваат само со одлука на владата на Република Македонија. Би кажал дека предлози за прогласување на заштитените подрачја може да дадат органите на државната управа, потоа може да дадат советите на општините, советите на општините на градот Скопје, на чие подрачје се наоѓа заштитеното подрачје, потоа може да дадат научни и стручни организации, институти, невладини организации, издруженија на граѓани и правни и физички лица. Но почетокот на постапката, која се одвива во неколку фази, подразбира изготвување на студија за валоризација, во случај кога станува збор за прогласување на ново заштитено подрачје, или студија за ревалоризација кога станува збор за прогласување на веќе прогласено заштитено подрачје, така што оној што поведува постапка го доставува предлогот за прогласување на едно подрачје до Министерството за животна средина и просторно планирање, така што предлогот содржи основа на предлогот и студија, како што реков, за валоризација и ревалоризација. Министерството го разгледува овој предлог и предлага на владата да донесе одлука за прифатливоста на предлогот за понатамошно постапување во однос на прогласувањето на заштитено подрачје и владата го задолжува Министерството да одржи јавна расправа. Во оваа фаза Министерството за животна средина го изготвува предлогот за прогласување на заштитено подрачје, односно актот за прогласување, и истиот го става на ЕНЕР за да можат сите засегнати страни да дадат своји сугестии и забелешки. Исто така и организира јавната расправа, при што се доставуваат покани до сите засегнати страни, така што Министерството за животна средина во своите постапки работи транспарентно и се со цел да бидат сите засегнати страни вклучени во процесот за да може да го дадат своето мислење и сугестија. Инаку јавната расправа се одржува на подрачјето на општината на која што подрачје се наоѓа заштитеното подрачје и по завршување на јавната расправа сите засегнати страни, заинтересирани страни може да дадат своје мислење во рок од 10 дена. Министерството за животна средина ги зема во предвид овие мислења и изготвува извештај од самата јавна расправа. Но треба да се напомене дека по завршување на јавната расправа Министерството за животна средина продолжува со изготвување на конечниот предлог за прогласување на заштитени подрачја
и заедно со извештајот од јавната расправа го доставува во владина процедура за понатамошно постапување. Односно споменав кој е начинот на прогласување согласно категориите на заштитените подрачја. Но да наведам само актот за прогласување, односно предлог законот за прогласување на заштитено подрачје содржи назив на подрачјето, категорија која се предлага да биде прогласено подрачјето, субјект за управување се назначува, се дефинираат надворешните граници во дигитална форма, се дефинираат типовите на зони, како и границите на распространување на зоните исто така во дигитална форма. Така да станува збор за еден комплексен процес во кој што се вклучени сите засегнати страни. Исто така би кажал дека од голема значајност е постоењето на заштитените подрачја, бидејќи тие представуваат добар модел за заштита на биолошката и пределската разновидност. Така би само напоменал некои тековни активности кои што се водат во Министерството за животна средина и просторно планирање, а тоа е изготвената драв верзија на националната стратегија за заштита на природата, во кој што посебно внимание се посветува на заштитените подрачја и секако тековниот проект за зајакнување капацитетите за Натура 2000, каде што тековно се спредуваат активности за идентификација на хабитатите, значи на живеалиштата и видовите од европско значење, а со тоа се дава и посебен акцент на заштитените подрачја. Со тоа би кажал дека на крај дека моделот на функционирање и управување со заштитените подрачја навистина представува еден комплексен мозаик во кој што се вклучени повеќе засегнати страни, така што покрај Министерството за животна средина секако централна улога во управувањето со заштитените подрачја имаат субјектите за управување со заштитени подрачја. Би кажал за националните паркови има посебни јавни установи формирани од владата на Република Македонија, а за шестата категорија повеќе наменско подрачје е формирано јавно предпријатие, тоа е и јавното предпријатие за управување со повеќе наменското подрачје ЈАСЕН. Со другите категории на заштитени подрачја воглавно се дадени на управување на локалните самоуправи како субјекти за управување, кои треба да се грижат за спроведување на мерките и режимот на заштита на заштитените подрачја. Во денешното издание на ова втора всушност дебата која што се однесува на кампањата за луѓето се работи, разговараме со досега веќе слушнавме примери од тројца градоначалници, од Кочани, од Чешиново, Облешево, но и од Ресен, оние со своите идни планови, а пак и оние кои веќе имаат нешто направено во однос на нивната зацртаност. Но кога веќе зборуваме значи за истражувањата, за научните согледувања, се разбира не може а да не позборуваме по однос на тоа каква е фактичката состојба и токму со нашиот четврт гостин денеска, господинот Данчо Узунов, зборуваме за тоа бидејќи вие како познавач на состојбите и законските норми за зачувување, може ли да ни споделите нешто што може локалната самоуправа да го прави поразлично, односно да го прави подобро? Да. Благодарам. Значи темата денеска е заштита на природата, заштитени подрачја, управување со природни ресурси и локален економски развој. Слушнавме многу интересни и одлични примери кои веќе се за таква една комбинација кои веќе се спроведуваат во Македонија. Значи што се однесе од легислативата во овој домен клучен документ е Законот за заштитени подрачја, кој дефинира прогласувањето на заштитени подрачја, начинот на управување, планирање на заштитените подрачја. Меѓутоа во законот се дефинирани и механизми за финансирање на управувањето со заштитени подрачја преку разни надоместоци кои се остваруваат како резултат на екосистемските користење на екосистемски услуги од заштитените подрачја. Сега, самиот закон дефинира и што се тоа екосистемски услови, тоа како 4 вида. Од поддржувачки до снабдувачки или производни, тие се да кажам, прагматичните бенефити. Кога збориме за екосистемски услуги, се мисли на сите оние придобивки или бенефити кои одреден екосистем ги дава, ги нуди на луѓето. Производните во смисол на производи кои се директно поврзани со екосистемот, од дрвени производи, плодови и слично. Понатаму екосистемски услуги кои се нарекуваат за регулирање, тоа се оние придобивки кои се однесуваат на, да кажеме, заштита од поплави, намалена ерозија, само пречистување на водните богатства, водните ресурси и слично. И последната категорија се културолошките, или оние спиритуалистички и
рекреативни придобивки кои се, да кажем, најалтруистичкиот тип на придобивки од екосистемот. Сега, пристапот во еден современа економија, локална економија базирана на пазарни принципи во земјите во светот се одвива на следен начин, значи се работи за валуација на тие екосистемски услуги кои одредено подречје ги нуди, односно конкретно за идентификување на конкретните услуги кои ги дава одредено подрачје, нивна квантификација и последниот чекор е давање на монетарна вредност на придобивките на услугите како основа за споредување на трошоците. Значи, начелно се прави една cost-benefit анализа на трошоци и придобивки и тоа е условот за понатамошно планирање на сите активности поврзани со заштитените подрачја. Од она што го знам, вакво нешто е направено во Преспа и тоа е основата за преземање на подолгорочни активности, планирачки и создавање на услови, како што рече градоначалникот, за предуслови за понатаму развој на туризмот, како конкретна придобивка, развојот на земјоделието, значи понапредно земјоделие, поскапи земјоделски производи, повредни, да кажем, земјоделски производи и слично. Тоа е логиката. А каде е границата, односно каде е црвената линија помеѓу економскиот развој и зачувувањето на природата? Еве, господин Димитровски, од вас ќе почнеме. Па, тоа е она што го кажуваше колегата Узунов. Прашањето каде е црвената линија, поготово во овие подрачја кои што би требало да бидат заштитени, односно во случајот со Преспа каде што се заштитени. Ние конкретно имаме во Осоговијата еден тренд да луѓето поради економски причини се иселуваат од тие подрачја и едноставно тоа е оставено на забот на времето. Сето она што го имале како инфраструктура, тоа што го имале како објекти, дали се приватни, дали се општински, дали се државни, тие остануваат и се распаѓаат. Сега, во функција на заштита на животната средина, ние чиниме напори како локална самоуправа да ги тие објекти, таа инфраструктура ревитализираме и да тие луѓе кои што ги напуштија своите краишта, кои што останаа празни селата во Осоговијата, само во Кочан имаме 16 села кои што се буквално на одумирање, односно населението се преселува во градот или надвор и од општината. Иста е состојбата и со другите општини кои гравитираат, дали се тоа Пробиштив, дали е тоа Кратово, дали е Крива Паланка, Македонска Каменица. И сакаме преку ова што го зборуваме како заштита на животната средина, да ги натераме тие луѓе, односно да им дадеме можност да тие луѓе се вратат назад преку развојот на туризмот или преку она што го зборувавме, користење на она што го има како природен ресурс. Дали е тоа во делот на сточарството, дали е тоа во делот на овоштарството, пчеларството, собирање на шумски плодови и така натаму. Значи да им помогнеме, да ги организираме паралелно, реков, со заштитата на средината, односно да го тоа во склопот на ова заштитено подрачје кое што треба да се формира. Бидејќи само да дадам едни конкретни показатели кои што се присутни, ние со развојот на туризмот, значи со преземање на сами како општина на тие мерки и со помош на владата, направивме да бројот на ноќевања кои што ги имавме до пред 5 години, кои што беа 2-3 000, да дојдеме веќе до 17.000 ноќевања. Што значи зголемено за 5 пати доваѓаат туристи кои само гледано преку ноќевањата. Инаку тука е бенефитот кој што го имаме, реков, од сите тие природни ресурси кои што остануваат неискористени и бенефитот е враќање на оние луѓе наши и повозрастните кои што имаат своји имоти и своји куќи, меѓутоа и младите да постепено се вклучуваат да се враќаат назад. Дали мислите дека можеби да речеме општина Ресен е во една повластена положба, бидејќи има многу повеќе
или пак нема многу повеќе, зависи од вашето мислење, да речеме ресурси и нешта кои што можат да и помогнат многу полесно да дојде до дојде напредок, и тука исто вие размислувајте во однос на тоа дали она што го има може да биде искористено, или пак има одредени области во Република Македонија кои што едноставно природата им дала многу повеќе од Директно прашање, директен одговор не. Заради тоа што ние го гледаме туризмот само преку, досега го гледавме само преку капење, преку бањање и Добро. користење на водите. Значи, секој дел си има своја специфика. Значи, ние имаме скијачки центар Пониква, кој што, да речеме, во зимскиот период е доста активен. И преку тоа го гледам. Во летниот период, за ова што зборував пред малку, со користење на локалното население, значи тие може да организираат, и ние организираме такви тури, дали с тоа пешачки патеки, велосипедисти и така натаму. Имаме атрактивни пешачки патувања на Царев врв, каде што некој пат приказната дека во некој пат султанот Сулеман ноќевал. Имаме странски туристи кои што сакаат да видат каде бил поставен шаторот на султанот Сулеман. Така да таквите специфики на секој регион се посебни. И не можеме да кажеме дека овде имаме предност, овде имаме предност. Знаете како, имаме доста цркви, манастири. Црковниот туризам исто така е еден од ресурсите кои што може да се развива. Значи, конкретно, секоја подрачје си има своја специфичност. Градоначалниче Личков, дали може би истото прашање и до вас, всушност границата црвена линија меѓу економски развој и зачување на природата, но и истовремено дали, да речеме, се чувствувате вие како општина Чешиново Облешево во, не знам, една пониска верзија од колку да речеме општина Ресен, која што природно е обдарена со многу работи, а вас ќе ве прашам дополнително нешто. Општина Чешиново Облешево, значи со општина Ресен, сепак искуство од општина Ресен ние пак и прифаќаме, имавме толков состанок. Некако мала општина, значи самите природни богатства ги имаме преку оризовите полиња. И оризовите полиња ни са, имаме некаде околу 2500 хектара со оризови полиња. Тука што е едно од економскиот развој на целата територија на општина Чешиново Облешево е од самиот Орис. Имаме неколку мочуришта, веќе размислуваме на мали делови кои што може да ги направиме како заштитено подрачје, што овие мочуришта не може да се искористат за ништо. Тоа се покрај самиот магистрален пат А3, што ќе бидат доста интересни за кој ќе го запознаваме и источниот регион, поточно кој ќе отидеме или до Пониква, до Берово или до некој друго место, минуваме покрај овие и за понатаму кој што се кажав претходно, тие мали грандови што ги дават ова мрежа на штрковите, ќе ги искористиме за такви да направиме места каде што можат луѓето и самите туристи да минат и да видат што се случува во нашата територија или поточно во општината Чешиново Облешево. Дали градоначалниче Стрезовски, вие како општина, иако рековте дека би требало многу повеќе да се инвестира материјално, зборуваме сега, финансиски во зачувувањето на природата, токму во пределот на Преспа, но дали вие се чувствувате повластени во однос на другите општини, бидејќи вистина имате многу повеќе заштитени подрачја и од национален карактер? Во никој случај не се чувствувам повластен или како општина. Меѓутоа, најпрвен би се согласил со констатацијата на колегата Радко дека треба да ги користиме сите можни потенцијали, сите можни ресурси кои што ни стојат на располагање, бидејќи не е само езерскиот или морскиот, да речеме, туризам, она што е вистински туризам. Треба да ги користиме сите ресурси и капацитети, значи за развој на селскиот туризам, сите видови алтернативни видови туризам, спортски туризам, медицински туризам, здравствен туризам и така натаму и така натаму. Значи генерално се согласувам со тоа, меѓутоа не се чувствувам повластен во тој поглед, бидејќи колку што имаш повеќе можности, толку и одговорноста и обврските се поголеми. Например, кај нас, ако имаме ние 100-120 илјади туристи на годишно ниво, 120 илјади посетители на брегот на Преспанското езеро, да речеме, или заедно со сите други видови туризам кои што се практикуваат во Преспа, тие луѓе создаваат и отпад, тие луѓе создаваат и ѓубре, тие луѓе создаваат и фекални отпадни води. Тие туристи создаваат одреден вид притисок врз животната средина со кој што треба да се соочиме и да ги
санираме последиците, така да се изразам, од нивното присуство. Ако во Преспа, како еден од најголемите јаболкови басени на Балканот, годишно се произведуваат 100 до 140-50 илјади тони јаболко, меѓутоа тоа е и дополнителен притисок. Сите тие 5.500 до 6.000 хектари колку што во моментов се под овошни насади, се третираат со пестициди, со отрови, со разни видови, значи, заштитни препарати, кои што исто така создаваат притисок врз здравата животна средина. Тие пестициди се пакуваат во одредени паковки, кои што паковки се фрлаат понатаму и така натаму. Не само тој цврст отпад, ние имаме и една од поголемите живинарски фарми во Преспа, па тој кокошкин отпад исто така создава проблеми, создава притисок врз животната средина. Значи во секој случај имаме не само некоја повластена, да речем, улога, туку напротив имаме многу повеќе одговорности и многу поголем број и поголем квантум на активности и мерки треба да преземаме. Сега, што сме презеле во рамките на надминувањето, односно подигањето на таа црвена линија. Ако дозволите во однос на прашањето дали имаат привилегии, мислам не. Напротив, тие имаат уште повеќе обврски, заради тоа што тие се веќе навлезени во она подрачје каде што е потребно да се води дополнителна грижа за заштита на животната средина, од она што го кажуваше колегата Стрезовски. И тие го имаат искуството од претходните заштитени подрачја кои што ги имаат таму. Спомна на почетокот дека ги имаат националните паркови Галичица и Пелистер од другата страна, и кај луѓето е створено, значи кај сите, апсолутно кај сите е створено едно гледање дека може да се добијат бенефити од тоа. И токму заради тоа мислам дека тие се и како пионери, односно едни од тие кои што не учат и нас и другите општини. Дефинитивно се согласувам, значи, со констатацијата дека бенефитот предизвикува и многу поголеми одговорности, многу поголеми маки, би рекол, во справувањето со целата таа проблематика, со сите тие предизвици. На почетокот моравме да и работиме на планот на јакнењето на собствените капацитети. Ние сме, верувам, единствена општина во Република Македонија која што во рамките на својата организацијска поставеност имаме сектор за животна средина. Добро. Сектор за животна средина со две оделенија, со оделение за води и оделение за отпад. Вие како општини немате тоа? Тоа е единствена општина во Република Македонија. Добро. Ние имаме ренџерска служба која што работи за потребите на паркот на природата Езерани, која што се справува со сите оние предизвици кои што стојат во делот на справувањето со неконтролирано изнесување на песок, неконтролиран лов, неконтролиран риболов, значи сите оние кои што вршат одреден притисок врз здравата животна средина во рамките на заштитеното подрачје парк на природата Езерани. Имаме, кажав, мониторинг центар, каде што имаме исто така вработени луѓе кои што се грижат за екобродот, за лабораторијата, значи лица кои што стручни лица кои што работат во лабораторијата, кои што го одржуваат мониторинг центарот, така да имаме една цела армија од вработени кои што работат токму на проблематиката на заштитата на животната средина, и сето тоа бара многу финансиски средства, многу активности, многу напори и за да се дојде до одреден резултат. Апсолутно. Господин Узунов, со вас ќе некаде ќе привршиме со денешната дебата. Во делот на, значи, зачувувањето кое што би представувало своевидно ограничување, но од друга страна пак има и реални ограничувања, но тука мене ми се поставува едно друго прашање, би ги зборувавме за ограничувањата генерално. Ми се поставува прашањето дали локалните самоуправи се всушност доволно свесни дека зачувувањето на природата, на пример, има многу поголем бенефит отколку да речеме одредени директни инвестиции кои што би траеле неколку години и потоа би ги снемало, а ова е повеќе кон одржлив развој на пределот. Да, значи двете прашања се некако поврзани. Дали постојат граници, црвени линии и можности, односно, да. Значи, драго ми е што слушам дека се повеќе се надминува таа некој проблем на постоење граница помеѓу заштитата на природата и локалниот економски развој, бидејќи реално не постои никаква граница, напротив, постои синергија помеѓу
двете работи. Во објаснувањето на сето тоа е во парадигмата на оно што се нарекува одржлив развој, кој што има три димензии, економски развој на индустрија, развој на земјоделие и слично, социјална димензија, значи јакнење на моќта на луѓето, моќ за донесување на одлуки, учествување во владењето на локално ниво, социјална мобилност и третата компонента е еколошката компонента, односно зачувување на природните ресурси со цел долгорочно или одржливо нивно користење. Знаете, кога се зборува за економски развој, на еден или друг начин се станува збор за алокација на ресурси. А тука се зависи од поставените цели и од временската рамка која се разгледа. Значи, ако нешто се гледа за рок од 4 години и со некакви цели, ајде сега нешто ќе направиме, колку за да поминат тие 4 години, или 8 нека бидат, ние да преживееме, тоа е веќе одамна надминат начин на размислување. И драго ми е што тоа го слушам вечерва од сите тројца градоначалници, дека ја се огледуваат сега на различно ниво, да бидеме реални, не поради тоа дека одреден регион има поголеми еколошки придобивки други, него затоа што порано започнал, што е случајот со Преспа, со Ресен. Меѓутоа, многу добар пример беа Оризот. Еве, да се навратиме на конкретен пример. Оризот, знам за активност, пилот активност за наводнување капка по капка, Оризови полен капка по капка. Тоа е спојот на екологијата со подобрено производство. Не ги знам резултатите, меѓутоа верувам дека ќе има добри резултати ако се вложат доволно напори. Мочуриштата ги спомнавте, мочуриштата се одлична можност за терцијарен третман на отпадни води без пари, што би се рекло. Тоа нешто и во Езерани го има тој случај, затоа ги поврзувам. Ние за прв пат правиме таква прочитателна станица кај нас. Не, мене ми е драго да слушнам дека се размислува во тој правец или што правиме рече таква прочитателна станица во Македонија. На база на мочуришна прочистување. Има една и во Преспа, Наколец. Значи и повторно можност за размена на искуства и а и она што ќе се случува со блатниот систем, значи со реставрацијата на блатниот систем во непосредна близина на село Езерани, односно во рамките на паркот на природата Езерани, ќе биде нешто, сепак се тие пионерски чекори во делот на заштитата на животната средина, во делот на пречистувањето на водите, тој природен начин на пречистување на водите преку тие блатни системи, мочуришни системи, каде што водата дополнително се пречистува со ослободување на фосфорот и така натаму. Значи, она што е на некој начин неопходно во едни такви услови да се прави. Градоначалник Димитровски, па вие господин Узунов. Сакам да дополнам, да не претераме. Добро. Заради тоа што на почетокот реков, дека наша задача е сепак да се грижиме за економската состојба во општината. Мошно добар е примерот со Оризот, капка по капка, резултати има, меѓутоа вложувањата да се така големи, да не е можно во оваа состојба сега без помош од страна, односно без интервенција дали од државата или од некои странски фондови, некои фондови да се сето тоа спроведе. Ќе го споменам рударството, кое што зборувавме за прекрасните терени на Осогова, меѓутоа тука се најголемите рудници во Европа на олово и цинк. Од тоа екзистираат општините Македонска Каменица, Пробиштип и општината Крива Паланка. Ние не можеме да толку го заштитиме да не може да се движат возила, да ги користат природните богатства како што се рудите олово и цинк, да забраниме таму да се произведува. Треба да се сведе на тоа да се произведува, да се заштитува, да се заштитува, меѓутоа и да се произведува производ да може да тоа локално население живее од тоа. Така да токму е дилемата тука, што до која граница да се оди околу тоа. Треба да имаме заштита на околината, на средината, меѓутоа мораме да водиме сметка и за економската состојба и социјалната состојба во тој регион. Околу системите капка по капка, само да го подсетам колегата, владата веќе субвенционира одреден дел, мислам дека 60-70% од поставените системи капка по капка ги субвенционира. Оде се работи за страшно скапи, оти знаете Оризот е абсорбер на голема количина на вода, така да прва година експеримент, резултатите се добри. Сега е жетвата ќе биде за ден-два,
и очекуваме дека ќе има страшно добри резултати во делот на приносот, во делот на се. Меѓутоа е навистина скапо. Илија жетвата, господин Узунов? Да, значи одличен пилот проект и се согласувам со градоначалникот Димитров, значи идејата е токму во тоа да се проценат бенефитите и трошоците и врз основа на една таква анализа да се донесат одлуки како понатаму што ќе се поддржи, што може би повеќе или помалку, каква активност би била приоритет и слично. Да. Малку не се согласувам со терминот економски развој, бидејќи збориме за севкупен развој или она што го нарекуваме одржлив развој, каде што се бара баланс помеѓу тие три компоненти што ги рековме: економски, социјални и еколошки. Се согласувам, треба економски зони, развојни зони треба, меѓутоа треба и заштитни зони и тоа во исто време. И што е попрво, што би следало е прашање на кост-бенефит анализа. Да, меѓутоа праксата покажува, ако дозволите, праксата покажува, значи на тие територии што ги споменав, живееле луѓе меѓу 15 и 30 илјади луѓе. Сега живеат се на 1000 луѓе. Значи тие буквално за да преживеат, односно да имаат корка леп, го напуштиле тој терен. Значи секоја чест, секоја почит. Меѓутоа тие дошле во некоја друга средина за да имаат екзистенција. Да, се согласувам. Меѓутоа, и ако сакаме и другите што веќе се уште не се отидени да останат, а уште повеќе и подобро да натераме некој да се врати, тоа ќе мораме да ги дадеме стандардите истите или повисоки што ги имаат на некој друго место, а тоа значи комбинација од трите компоненти или вредности кои ги споменав. Ајде да кажеме еден позитивен пример во насока на тоа дека може и економски на комерцијална основа да се работи нешто од сето ова што денес разговараме. Пример компостарата во Ресен. Тоа е капацитет изграден во рамките на големиот проект за заштита на Преспанското езеро со финансиска поддршка на Швајцарската агенција за поддршка и развој и се разбира UNDP. А компостарата е капацитет за производство на органско ѓубриво или компост. А органското ѓубриво компост се добива од скапаните јаболка, оние 20-25 илјади тони кои што редовно до тогаш завршуваа во голема река, индиректно во Преспанското езеро и вршија страшно голем притисок врз екосистемот и од кокошкиниот отпад од живинарската фарма и некои други состојки таму се користат, меѓутоа главните суровински, да речам, бази за производство на компостот се токму скапаните јаболка и кокошкиниот отпад. И сега, наместо да тие загадуваат, со посебни договори со откупувачите на јаболка и со живинарската фарма, јавното комунално предпријатие Пролетар во Ресен, кој што стопанисува со компостарата, сите тие количини на скапани јаболка и кокошкин отпад се носат на депонијата, од каде што се префрлаат во компостарата со таа технологија на обработка и се прави производ кој што се продава и се прават пари, материјално-финансиски средства се го одржуваме екосистемот преку одговорностите кои што се создаваат. Значи има и такви примери. Сакате да додадете нешто овде повелете? Да, еден сличен пример и тоа конкретно за Брегалничкиот регион врз основа на анализи утврдено е дека годишната вредност на плодови, диви плодови и листови како што ги нарекуваат биолозите е околу 2 милиони евра со одржливо користење, берење, собирање на плодови и шумски листови. 2 милиона евра, еве нека биде 1,5 милиона. Представува од сума пари од која живеат 100 до 150 семејства и тоа добро живеат во денешно време, така. Еве една можност. Боровинки таму, дефинитивно во тој крај. Каде таа област е регулирана. Собирањето и сето тоа е сега регулирано. И тоа благодарение на тоа што законите во сферата на екологија, македонските закони се прилично усогласени со европската легислатива. И успешно се имплементирани, предпоставувам така. Да, успешно. И тече приказката. Е се уште фаза на некоја транзиција, меѓутоа е успешно. Значи, еве уште еден пример за можност за користење. Значи, не само заштита, него и користење на нешто. За тоа се залагаме ние, значи да направиме преку тоа
поврат на овие луѓе кои што ги напуштаа. Добро, своите завршни зборови ќе ви дадам, бидејќи повелете господин доаѓаме Стрежовски. главно од земјоделски подрачја каде што главно земјоделието е основниот извор на екзистенција на граѓаните. Еден исто така позитивен пример кој што дава сериозни резултати до реализацијата на овој проект, односно тој проектен сегмент за кој што ќе зборувам, во Преспа се третираше, се прскаше неконтролирано по 20-25 пати и така натаму јаболката без никаква контрола и без никаков стручен надзор. Меѓутоа, со воведувањето на агрометеоролошките станици и со воведувањето на ставањето во функција на сите агроеколошки мерки, денес сме во ситуација да на земјоделците преку СМС порака им се праќа информација за тоа кога и со какви средства треба да се третираат јаболката. И сега, наместо 20-25 пати, последниве година-две имаме драстично спуштање на бројот на третирање на овошките. Значи, сето тоа е бенефит, сето тоа е економски бенефит, сето тоа на крајот на краиштата ја намалува и производната цена на јаболкото како производ. Добро, завршен збор за вас, господине Узунов, во контекст на она што го кажуваше градоначалникот Стрезовски. Да, спомена градоначалникот Стрезовски околу управувањето со отпадот, дека нема директна економска придобивка. Има. И тоа е во функција на развој на туризмот. Значи, уште еден пример каде постои синергијата помеѓу заштитените подрачја, заштитата на природата и економскиот развој. Јас само на крај би додал дека заштитата на природата е прашање на култура. Добро. Градоначалниче Личков, завршен збор нешто? Би сакал да ви реплицирам, господинот Узунов. Значи, самата едукација на местното население, на народот, треба сами да си ја чуваме природата, пошто неа и знаеме што треба понатаму. Она само знае да ни врати. И вие, градоначалниче Димитровски. Јас имам едно гледиште за ова, некој го спомна од претходните соговорници. Ова не се работи за 4 години, за 8 години, туку ова се работи цело време. И ние во општината Кочани имаме посебен ангажман на најмладите наши сограѓани, значи уште од градинките, од училиштата, и можам да се пофалам дека општина Кочани 2-3 години наназад го носи зеленото еколошко знаме, училиштето Раде Кратовче од Кочани го носи зеленото еколошко знаме, што значи дека кај најмладите генерации посветуваме внимание да сето она што го дискутираме, да го тие од најмали нозе практично применуваат, за да може да понатаму во наредниот период тоа се реализира. Ви благодарам на четворицата што бевте дел од оваа дебата денеска и искрено се надевам дека можеби се она што слушна и останатите ваши колеги градоначалници ќе ви се јават и ќе речат дајте пример сега за ова како да направиме и како да го искористиме сето тоа, секако потпомогнатно со истражувањата кои што вие ги правите. Ви посакувам успех во сите планови кои што ги имате. Благодарам. Почитувани гледачи, во продолжение пред всушност да се одјавиме од емисијата, ви препорачувам да останете уште кратко бидејќи следува информативното видео кое што се однесува токму на поплавните површини, кое верувајте со оглед на се она што ни беше искуство во изминатиот период, мислам дека ќе имате интерес да го погледнете. Всушност и со тоа и се одјавуваме од емисијата. Ви благодарам за вниманието и очекувајте неповторно со уште трета дебата. Пријатно.
Thank